Во еден ваков сегмент, токму овде ја гледаме иднината на младите луѓе, да бидат сами своји газди, да својата идеја проточат во проект, а државата да биде тука да им се најде, да им помогне. Како што рече и директорот на Фондот за инновации и технолошки развој, државата помага со сериозни пари. Гледате, од 85 милиони евра, огромен процент се повеќе или 48 се од државата, 37 се директно од самите приватни компании, но развивме механизми и модели преку комерцијалните банки, дури собствениот дел да биде најден како начин и модел да биде решение за секој оној кој што има своја иновативна идеја, да ја преточи во проект, во погон, во фабрика, во производство, во услуги, во сето тоа што намерачил да работи. Наша конечна цел е младите да бидат мотивирани, да отварат своји бизниси овде, и тоа тргна како процес. Јас верувам дека Северна Македонија ќе биде одличен пример во регионот, во стартап можностите и во иновативниот и технолошкиот севкупен развој на државата. За останатите млади, гледате дека имаме огромна побарувачка на квалификувани кадри од приватниот сектор. Конечна цел ни е од 2022 година сите млади до 29 години да бидат ангажирани. Кога развиваме вакви модели, директно да ги помогнеме, тие што одлучиле сами да создадат свој бизнис, сами да стартуваат одредена своја дејност или слично, сите останати ќе сакаме да ги вградиме во нашиот економски систем. Секој млад човек и да нарушиме таа традиција 28, 29, 30 години се чека пред стапување во брак, па тогаш да се бара работа. Мислиме дека многу порано, уште после завршување на средна школа, или веднаш, тоа е значи 18 години, или веднаш после завршување на факултетот, 22-3 години, веднаш да ги потикнеме младите да тргнат на работа. Секој млад човек од следната година, што ќе тргне на работа, државата ќе ги плати придонесите и ќе има дополнителни стимулации. Плюс, само да ги натераме да тргнат на работа. Тие кои што немат практично искуство ќе бидат поддржани преку практиканство директно во делот на компаниите каде што ќе бидат ангажирани за створат своја пракса, да имат своји практични вештини, за да можат на крајот да ги имат сите опции, да продолжат во работата, да отворат свој бизнис или да учествуваат во некои други глобални економски тенденции. Така да конечна цел ќе не биде ангажман на сите млади. Целта на паѓањето на процентот на невработени млади од 42 на 29% во моментот ќе продолжи како тенденција до 2024 година да обезбедиме помалку од 17% невработеност на младите. И тоа не е само бројка како гола флоскула, туку важно е што се вградува еден сериозно енергетски капацитет во државата, во економскиот систем кој што ќе движи. Тоа носи мултипликативни ефекти за целата економија, за целото стопанство, а најмногу младата енергија, младите луѓе ќе бидат дополнително ангажирани. Значи, работиме на повеќе ленти, едно е со стартапот, секој да направи чекор, да се охрабри, да стане свој газда, да отвори компанија, другите да бидат директно ангажирани, уште по рана младост, за да можат државата да ги поттикне со плаќање на придонесите, комплетно за првите години од нивниот ангажман, плюс дополнителни стимулации ќе даваме за нивно дружење, за размена на искуство или слично, кое што ќе им следува како награда на младиот човек, кој што ќе одлучи уште на 22-3 години да влезе во работа, а дополнително тука и развојот на практичните вештини и практиканството, кое што и како многу ќе им треба на младите луѓе кои што теоретски се наобразовале, завршиле свое образование, но да стекнат своја компетативност на пазарот на трудот, директно ќе бидат помогнати од државата.